Влијанието на родовото одговорно буџетирање на локално ниво. Ова беше темата на тркалезната маса, која се одржа по повод Меѓународниот ден на руралната жена. Ваквите дебати и проекти имаат за цел да ги поттикнат општините во Македонија, да ги вклучат што повеќе жените во општинските дејности, но и во отварањето на сопствени бизниси преку мерката за самовработување, истакна министерката за труд и социјална политика Фросина Ременски. Овој проект се спроведува во Република Македонија во неколку општини. Општината Боговиње е една од општините, општината Битола, Струмица и Скопје се единствените општини во Република Македонија кои што се придржуваат кон циркуларот за родово буџетирање на локалните буџети и планирањето на работните места, поттикнувањето на жените за вклучување во општествениот живот преку иницијативи за отпочнување на сопствени бизниси. Боговиње е една од општините каде што имаме висок резултат по однос на овој проект. Дел од тркалезната маса беа амбасадорката на Швајцарија во Македонија и регионалната директорка на United Women за Европа и Централна Азија. In the work at municipal level and ensuring that all the budget of the municipalities reflect well on women is of utmost importance. And I say this as a former member of a municipal council myself and a former mayor. Switzerland supports this initiative because it is very committed to the municipal development and decentralized structures in a country. Committed to the gender equality topic that can be put in place at... Родовата еднаквост е од исклучително значење за општина Боговиње. Овој настан денеска има една цел, да се покаже дека ние работиме, фанатично работиме на тој дел, за да женскиот пол да биде опфатен, односно да дава придонес во развојот на општеството, односно на фамилијата, бидејќи е јако битна за незина фамилија, за развој на бизнис и така натаму. Во проектот се вклучени и општините Битола и Струмица. Тркалезната маса беше организирана од страна на United Women и општина Боговиње.